Добре дојдовте во процес. Октомври е месец за подигање на свеста за лицата со Даунов синдром. Овде во студиото на Нова имаме две креативни личности, 12 годишниот Никола Стојановски и Елизабета Петковска, кои создаваат уметност и творат на креативен начин, го исполнуваат своето слободно време. Тука е и мајката на Никола, Сузана Стојановска, воедно сте и председател на Сдруженијето Трисомија 21 и мајката на Бети Мирјана Петковска. Никола или Ники, како што го викаат сите, има 12 години, учи во 6-то оделение, оди во 6-то оделение во училиштето Димо Хаджи Димов и има едно интересно хоби, тој другарува со гипсот и боите. Крајниот резултат се овие прекрасни маски. Добре дојдовте. Добре најдовме. Бети пак зрачи со посебна енергија, таа се дружи со конецот и со мунистрата, со украсните ленти, изработува накид, подметнувачи за чаши, капи, шалови и така натаму, има 45 години и со многу љубов ги изработува сите тие работи. Добре дојдовте и за вас. Ајде да почнеме со Ники. Ники е дете со голема фантазија очигледно, гледајќи ги маските, како ги работи. Како дојде до тоа Ники да почне да ги изработува овие маски? Па вака, бевме во Бугарија, еден проект имавме меѓународен, 4 држави бевме, и имаше волонтер еден од Грција. И многу се зближија со Ники, Ники премногу го засака, значи постојано 24 часа беше со него. И кога се одевме за подарок, му купи еден сет за правење маски, детски сет, имаше вонатре калапче, гипс и бои. И устариот од тука почна сето тоа. Приказната почна од Бугарија. Колку маски Ники има до сега направено? 100. Колку имаш направено? 100. 100. Браво. Има ли некоја маска што ја сакаш така посебно? Сите си ги сака. Сите ги сакаш подеднакво. Сам ги работиш, ти помага мајка ти? Да. Ти помага по нешто? Да, мама ги прави калапчињата. Така. Или он уште мал да го оставам сам да работи со гипсот. Мгм. И кога се веќе готови, ги бои Ники. Ги слика? Да, ги слика, ги оживува. Им дава лик? Да. Го смирува ли работата? Да, Сака ли по колку време во текот на денот е со маските? Така, ова е еден од начините што го изнајдовме за да ја задржиме концентрацијата. Значи најмногу со маските му се задржува, па може и по 2-3 сати да бои. Браво. Значи не му се здосадува. И некаде каде што има некоја идеја, не може сам да го направи тоа, бара помош. Значи знае и помош да побара. Не, била. Ретко, а? Да, меѓутоа ова е начин на изразување кај лицата со Даунов синдром. Ова ние што го работиме би требало да го работат стручни лица. За жал немајќи дневни центри, значи во Македонија не постои дневен центар. Ке дојдеме и до тоа. И затоа мораме ние родителите да го правиме ова. Да Значи, наоѓате да начин. изнаоѓаме начини да се пронајде детето во нешто. Сите они имаат дарба за нешто, меѓутоа родителот за жал е тој што мора да вложи све од себе за да го изнајде начинот на кој може да се изрази детето. Бети, кога почнува твојата приказна? Кога почна да се дружиш со иглата и конецот? Можете да и помогнете и вие, може да каже и он. Па вака, Бети почна да работи со игла и конец откако некогаш кога немавме време или имавме нека обврска, ќе оставевме кај мојата мајка. И пошто таа знаеше да плете и ќе даде игла и конец и така Бети почна да си плете. Значи Бети плете уназад 15 години. Значи прво почна со овие миленциња, значи овие постари миленциња. Со тоа почна, после има едно 7-8 години почна, значи да си плете накид и тоа ја исполнува. И ги гледам и од интернет, ги работам Ги наоѓаш на интернет, така. Многу убав комплет носиш со камен. Тоа се
Ама си даваш и твои идеи во И не сето тоа. Да, ако нешто дополнуваш. не ја знаем устрата, пошто па јас не знам да плетам, она ќе си го сведе на нејзин начин, како она што си знае да си плете, ама нешто приближно ќе биде. Тоа што го има видено на интернет. Дали негде се обидела да ги пласира сите овие работи? Па не. Нема каде, некако нема слух. Така, еве, со здруженијава некаде кои излагаме. Го спомнавте дневниот центар. Не Така. постои дневен центар Не за постои. Даунов синдром. Значи, не постои. Видов кај вас на фотографиите сте биле во Бугарија, гледам дневен Да. центар. Кај што Вака се во собираат, се Во изразуваат. Бугарија градчето беше од 20 и нешто илјади жители, имаше дневен центар од 500 квадрати. Значи не постои град кај што нема дневен центар. За жал кај нас не постои па дневен центар. Апелиравме, одевме, баравме. Каде апелиравте? Во Колку време Министерство за труд и апелиравте? социјала 4 години, значи одам советува, ќе има, ќе нема. Слуг да имаат, значи треба за ова е основна потреба на нас родителите. Значи кога Да имате каде да ги Имаме оставите, каде да ги оставиме. тие да се дружат исто така, а и во за исто време дружбата- може да ги пласираат сите свои така, креативни меѓутоа и за работи. екзистенција, ние немаме кај да ги оставиме. Одат во школа, немаме кај да ги оставиме. Вие сте самохрана Јас мајка. сум самоохрана. Ние сме осудени да бидеме социјални случаеви. Не само за себе, ние и за општеството не можеме да допринесуваме. Затоа што немаме каде да ги оставиме децата. Значи, он слободно може од училиште да си оде во дневниот центар неколку часа, јас да се бидам на работа и да решен проблем. Значи, проблемот што немаме дневен центар е на вистина институционален проблем и на вистина треба да се завзема за да се реши тој проблем. А верувам дека простори има во државата. Има не простори, е проблем дури до просторот. ние- Тоа не изискува не знам колку. Не, ние финансиски дури, средства. дури и понудивме опција да биде тоа некој субстандарден простор за ние сами родителите да го направиме. Дали со донации ќе најдеме начин да го направиме, да го Осмислите, да. осмислиме да биде дневен центар. Меѓутоа, ете, не се најде слух за да се отвори Што дневен ви центар. одговара сите овие години? Па не би баш кажала што ми одговара. Тоа друг пат. Веројатно се спомнуваат повторно не, изборите, претпоставувам, ами добро не е тоа. моментот, не би сакала да ги мешам тие работи. Дали за сето ова време дошол некој социјален работник да ја посети Бети, да види што работи или евентуално да ја понуди некаде да биде ангажирана сите Не. овие години? Не. Само еве вака, ова неколку телевизии доаѓаат ја снимаат и на тоа Се останува. заинтересираат Да, се за заинтересирани, нејзината работа. ама тоа ништо ни не може, тоа треба, како што рече Сузана, треба дневен центар да се направи, па децава, има и други деца што ќе се пронајдат во нешто друго да работат, или можеби некој друго дете исто сака. Изложбен простор да се Точно. направи, тука да се ние- да си ги пласираат своите ние производи и вложуваме- самите себе да си помогнат. вложуваме, ама финансиски. немаме ништо успех. Тоа не за нас. Не за нас, него децата се осеќаат. Да си обезбедат ете така, и они екзистенција и да се осеќаат, чувствуваат по- корисни, сигурно. Пофино, како да ви кажам, Да, значи не само корисни, треба да заработуваат за себе. Затоа што утре после нас? ето. Значи ние мораме да ги оспособиме за живот. Треба и државата да мисли, тие ќе останат на терет, сега се на наш терет, меѓутоа утре ќе останат терет на државата, затоа што државата ќе треба да се грижи за нив ако ние не ги оспособиме да бидат и за себе корисни, за да може да заработуваат. Затоа што после нас каде? Значи нема каде, треба да ги оставиме како терет на другите деца. Сите ние имаме и други деца, што веќе да не речам сме ги тргнале на страна. Немаме време за другите деца. Меѓутоа, државата, институциите треба на вистина да се завземат за да се реши овој проблем, за тие деца да бидат корисни и за себе и за општеството. Има многу начини, може да се работуваат со сите невладени здруженија, сите имаме некои идејни проекти за вработување на тие лица и за осамостојување преку заедничко живење. Значи така да и ние родителите Процес на социализација. Да, и ние родителите да се растеретиме, меѓутоа и они да си се осамостојат. Добро, тие проекти преку Завод за вработување, ете, Бети е повозрасна, имало ли некаква Па не, ние понуда од таму да стигне Па за не, некоја бевме еднаш на фирма? едно- Да, тие се само за со инвалидитет.
не се за исо За интелектуална даунов попреченост. Значи тие проекти во моментов ги опфаќаат лицата што се со телесен инвалидитет. Само А нив. не, да. Да, Па, наши деца Да, ради со, така со не. интелектуална попреченост не. Добро, ова е добар начин они својата работа некаде да ја изложат, доволен еден простор да има заеднички, каде што Апсолутно. нели со една добра кампања сите да бидеме информирани, да Да, доаѓаме меѓутоа и да... едноставно немаме каде. Значи немаме каде. Во моментов користиме, ни даваат просторија специјална Олимпијада, благодарност до нив. Ја користиме таа просторија каде се правиме работилници, се сретнуваме, меѓутоа не е начин тоа. Имаме кој да работи со децата, не дека нема. Има од гимназијата нова, има деца доаѓаат што прават работилници, сакаат да се дружат со децата. И од факултетот дефектолошкиот ќе направиме договор, има волонтери, има млади луѓе што сакаат да работат, меѓутоа немаме каде. Простор треба. Немаме простор. Државата не е заинтересирана. Не е очигледно. заинтересирана. Дали за Ники дошол некогаш социјална работа? Никогаш, значи Никола е 12 години, јас сум самохрана. Никогаш ниеден социјален работник не дошол да види дали како живее ова дете, дали мајкава сега, не за друго, да ме праша дали имам или немам, него точно да види дали некој се грижи за него, дали оди во училиште, дали е облечено. Апсолутно, значи таа армија од социјални работници, јас не сум слушнала до сега, не само за Ники. Да тропнат некаде на некоја врата да прашаат. За ниедно дете не се заинтересирале да излезат на терен да видат како овие деца живеат. Значи, приказната завршува до туѓа нега или посебен додаток, Тука, не да, знам. посебен додаток е до 26 години, од 26 е туѓа нега и тука завршува све. И после ние, мислам, за здравство е да кажам. Значи се сведува што кажува Сузана до 26 години. После 26 години социјално ние си плаќаме за било каков преглед. Завршува никаков Завршува. додаток После само туѓа нега од 3800. Бети зима 3800. Бети не ја зима негата, ја зимаш ти. Значи за туѓото лице е негата. Бети не зима ништо. Добро, сакам да кажам Да. дека Туѓата нега е за тој што За- го гледа. Тој од што е смешни 3800 денара што дали ние за лекарства да ги дадеме за децата што треба или не знам зошто да ги дадеме тие пари, а било што друго да одиме да ја однесеме на лекар, не де Боже за било што, ние све си плаќаме. Партиципација плаќате за децата или се ослободени сега? Ние сме до 26 се Сте ослободени. ослободени. Да. Ние за си неа. плаќаме, да, јас си плаќам. Да. Плаќате како и сите Да, останати. да. Ете сега за Забиеве смогнувам сили, пошто и јас сум сега самохрана мајка, мислам на Бети, Да. така и почина. Ми бара 700 евра за забите на Бети Во државна во здравство. државна клиника. Ники, имаш една изложба во едно кафуле скоро. Како помина таа изложба? Супер. Продаде ли нешто? Да, Интересно ли ти беше? да, тоа. Да, Како помина тоа? многу беше среќен. Пред се беше полн со себе. Значи, ги пречекуваше гостите, им ги покажуваше маските. Преубаво, значи преубаво. Имаме и видеоматеријал, може и тоа да се покаже. Многу убава изложба. Јас бев многу среќна затоа што го видов во едно друго издание. Значи не е тој Ники што Значи, беше треба да им дома. се даде шанса да им на се децата. даде шанса за да го покажат тоа, како што кажав, тој начин на изразување. Тој се гордееше со маските што ги изработил, со својот начин на изразување, кога гледаше како луѓето со восхит ги гледаат. Па тоа е она ја што викам за деца. Значи неопходен е еден простор каде што би се Простор Они каде не ги собрале рачунаат сите и би ги толку изложиле во, своите. средствата, мислам, Вие вложувате во тоа, да, секако дека ние вложувате. вложуваме, ама они не ги осеќаат, како ви кажам, парите, не ги гледаат они парите, они ги гледаат луѓето. Да, они не гледаат, не знам, материјалното за нив не е љубовта е за нив многу битна. Ете тоа, што Не е некој ќе го материјалното. види, што некој ќе им го купи и така. Тоа они се и доста и подаруваат. Они Да, се многу да, дарежливи дарежливи се, да. исто. Знаеме за нив дека се посебни Да. содавање Да. на љубов кон другите. И националната стратегија 10 години ни тапка во место, се уште нема ништо.
нешто се изготвува, за жал ние родителите не знаеме што значи, не сме вклучени. Не сте вклучени ниту родителите, ниту некој од здруженијата? Не, мислам дека имаше еден родител вклучен, меѓутоа веќе не е. Па добро, колку време на Желка ли се Не знам, 10 оди години, таа стратегија? 10 години веќе нема ништо од тоа. Со инклузијата Вие исто. би сакале да се внесат некои работи, како имате своји предлози. Веќе како здруженија Што е од она цела што ве тишти, Македонија, што би сакале да се внесе во а, најмногу, освен центарот? Прво е правото на децата за наследство на семејната пензија. Да не се условува, ако детето има еден работен ден, да му е ускратена таа пензија. Значи, тука веќе родителот ќе биде во дилема дали да го вработи детето. Затоа што ти убаво пишува со еден ден со работен стаж, пензија не следува повеќе. Никола е вклучен во инклузивната настава во училиштето. Кај Така, него да. задоволни сте? Имали Не, проблем со дефектологот? Мислам, дали дефектологот успева да стигне да покрие тоа се? Дали вие, како Так. самохрана мајка, имате можности и услови да плаќате приватен Не, дефектолог? апсолутно немам можности. Исклучен дефектолог е 12.000 месечно, што е абсурд. Со 4.300 примања не можам да плаќам. Дали сум задоволна? Сум задоволна од оној дел на пристапот на децата на училиштето како најстаро инклузивно училиште, обученост на наставниците, од родителите, нормално што од родителите и апсолутно од Децата децата. добро го прифаќаат. Да, Има другарчиња, да, се имавме представа Да. во театарот со другарчињата од училиште. Меѓутоа, во Моите. училиштето има 30 дечиња со посебни потреби и еден дефектолог. Значи, тоа е Ја. апсурд. Може само тој дефектолог да ги детектира децата. Кои деца се со посебни потреби, на кое што му треба и да направи индивидуален образовен план. Меѓутоа да седне да работи со детето не може. Не може физички, Преку не денот може не да може физички. не може да постаса. Значи 30 деца се со посебни потреби. Се направи инклузијата, ги пишавме децата во училиштата, меѓутоа ова е повеќе интеграција. За инклузија треба некој да му посвети внимание. Во едно училиште прво законот треба да се смени колку деца на еден дефектолог. Не може кај што има училиште со едно дете еден дефектолог и со 30 деца пак еден дефектолог. Значи невозможно е да се работи така. А невработени дефектолози Да. има доста во Има држава. невработени. Дури и не мора да се дефектолози. Може на дечиња кај што им треба персонален асистент. Како асистенти да бидат. Да работат За со време- нив, да им помагаат. За време на некои дечиња им треба само за време на одморите или на некои од часовите, не на сите. Да биде тоа како персонални асистенти, еве нека не се дефектолози. Меѓутоа помош им треба и на децата и на наставниците. И наставниците верувам Да, дека и е тешко. наставниците имаат проблем, значи стварно тие не учеле да работат со овие деца. Одат на семинари и се обучуваат, се не е трудат, доволно си, меѓутоа, постојат стручни лица за тоа. стручен тим. А кога се воведе инклузијата, Ја. требаше во секој училиште да има стручен тим. Дефектолог, логопед, социјален работник, тоа тимски да се работи. А не децата веќе неколку години се вклучени, тек сега почнуваат некои работи да се меѓутоа далеко од инклузија. Далеко сме од Далеко она што сме- е, да, а, далеко сме од замислено и инклузија. Ја. Бети, привршуваме, сакаш ли да порачаш нешто, сакаш ли твоите производи, она што го работиш, да стигнат до некаде? Сакам од тебе да слушнам. Да сакам. Сакаш да стигнат некој да ги носи, ти сигурно си и многу си имаш подарено, многу луѓе верувам дека имаат и купено. Би ти било драго ако некој се заинтересира, приватно лице, еве, ова може да биде и повик, дали до приватно лице, дали до државна институција, да се заинтересираат и за Ники, и за тебе, и за други дечиња, за да може на едно место да се пласираат сите овие работи, додека државата смогне сила, така да кажам, да отвори еден дневен центар за Даунов синдром. Да. А, Рекна, сакам да го пора на хетерот, да ќе дам и да мат. Помогнете. да. Сака да го поздрави
Центарот за Даунов на синдром Хедрон. на Ида Мантов, затоа што ја овозможи да глуми Аха, ти во глумеше во театарската представа. представа, како се вика, Вика ги Хреха. вика ги среќа се вика представата и дали можеш да кажеш како ви се викаат глумците? Што се работува со вас? Глумците вика Бохе Наков, Марија Новак, Ехи, Ана Искра и на другар Гохи Остип. И Браво. најдобриот другар Гося Штип. Разбравме и ги Да. поздравуваме Да, ги од тука од поздравуваме, да. студијата, И браво. режисерот Тарко Хришки. Режисерот го поздравува и кога имате представа, Она е многу среќна. да, значи, со- возбудена е дури што е среќна. Во недела Каде? на Дом на Арма. Од Дом на армија. Еве ги повикуваме сите Да, кои да, сакаат да дојдат, да присуствуваат, Да, да бал на гледаат различности. представата. Балот на различности. Бал на различности има Да, вечерта. Така. А, Имате и еден убав настан, јас нема да најавам за кого се работи, меѓутоа може да ми кажете, најавивте на Не, некоја свеченост каде што ќе бидат ангажирани? Да, тоа ќе биде На 19. на 19 во јавна соба. Мгм. Има Свадбата. некоја свадба, да, има свеченост? свадба и децата одеа неколку недели на обучување таму за готвење, за сервирање, кој на шанк и тогаш ќе ги пречекуваат и гостите. Ќе Значи, служат бидат на домаќини. свадба, на ќе бидат свадба, домаќини. да, ќе бидат домаќини на свадбата. Тоа е еден многу убав гест. Да. Верувам дека се Да. сите среќни за тоа. Пресрекни се. Да, пресрекни и многу сака да се дружат. Затоа јас викам држава треба нешто малку поеќе од Ама- има децата некои Капацитет своји, имаат, да, да. има, само не можат да дојде до изражање, немаат каде. Ова се проекти на индивидуалци, Да, на- приватни да, лица. на Да. невладини Да, здруженија. невладини Значи, здруженија. и ние сега се собравме, да не речам, Ја. многу здруженија од цела Македонија во еден сојуз. Аха. Во Тоа е моментов добро. тоа се работи и ќе настапуваме заедно и верувајте, многу не има. Со здружени сили, Да, јас со здружени навистина Многу не има. би сакала да ве видам заедно, би сакала да видам Во еден моментов таков се работи дневен на тој центар. сојуз, на сите здруженија и ќе истапиме со сите барања што ги Браво. имаме. Јас ви благодарам што бевте гости во Благодарам студиото на ја. Нови. Благодариме и ние. ја.